Throw the coins into the white basket. Okay. А Тина таму. И здраво на сите и добре дојдовте во уште еден влог во кој патуваме со Ташето. Ова е влогот посветен на третиот ден од моето 5-дневно патување низ Грција, низ Јужен Балкан. Тргнуваме тука од Левкада и потоа продолжуваме кон Пелопонес ќе одиме, тука ќе поминиме покрај едно симпатично езерце и потоа надолу одиме преку мостот кој го спојува Пелопонес со централна Грција, прекрасен мост голем, и одиме на Коринтскиот залив, каде што и ќе преноќам јас во камп, како и секогаш, односно како и секој пат во овој влог. Тука сега сме се уште на Левкада, јас тука точев гориво и тргнувам од ова е веднаш до местото Вазилики, местото кај кое што кампував, каде што ја поминав ноќта, во поточно втората ноќ. И сега тука се уште возиме, сме по островот Левкада и се упатуваме кон напуштање на островот Левкада всушност. Сега тука сме повторно во градот Левкос, односно градот Левкада, на островот Левкада. И сега се упатуваме да излеземе од островот. Ова по кое возиме изгледаше како да е вештачки направено, за да со цел да се спои што е можно повеќе островот со главното копно, но не можеме да знаеме, можеби беше и природно. Тука сега сме низ градот Превеза, или можеби беше како предградие на градот Превеза, не сум сигурен, но тука имаше една пекара. И во пекарата јас јадов еден геврек, сосема фин, нормален, добар беше геврекот. Како за појадок беше доволно да ме најади, да ме засити. И сега сме упатени кон тоа езерцето за кое што ви го спомнав кога ја беше прикажана картата. И тоа го правиме преку едни ридови, кои што намерно ги одбрав со цел да биде поголема надморска висина, да биде и поладно. А тука сега се правеше автопат, патот на Google Maps не ми беше баш обележано, при што морав да застанам и да видам навистина каде треба да одам, што да одам, бидејќи немаше ни нешто знаци за да ми кажат што се каде да одам и од каде да поминам. И така додека седев тука, од никаде ми свирна еден човек и ми помогна. А Тина таму? И така човекот ми рече Атина право, односно на каде што беше и тој упатен, поради што немав потреба да губам време да се бркам со Google Maps и GPS-от, па едноставно тргнав на каде што ми кажа човекот. И испадна дека човекот е во право, навистина ова беше патот за Атина, воедно патот за Пелопонес, кон каде што јас бев упатен. И тука сега имаше една патарина, која што беше како кафемат патарина, каде што не знаев како да се снајдам, па гледајте и сами што се случуваше. English? Okay. Do you help? Yes. Okay. So
So I am Have supposed... you got coins, credit card, banknote? Credit card. Okay. Actually coins, I'm sorry. Coins. Throw the coins into the white basket. Okay. Where it says Kermata coins. There. Okay. Okay. Thanks, bye-bye. И така додека се чудев и додека се мислев како да платам, не бев баш сигурен, од никаде слушнав глас, слушнав и самите што кажа гласот, и испадна дека има човек кој што ме гледаше колку сум збунет и изгубен во случајот, па се реши да ми помогне, што беше доста фино, а ние сега тука продолжуваме со нашиот пат. Иначе онакви кафемат патарини има на места каде што не се толку прометни, а се вклучувате на автопат како во мојот случај. Тука десно езерцето за кое што ви зборував, имаше една прекрасна така зелена боја, некоја матна зелена боја, како да кажам, матна вода, ама беше убаво за гледање. Сега тука повторно излегуваме на море, тоа напред што го гледате таа вода е морето и се приклучуваме тука на автопат. Тука веќе исто така стануваше збор за огромни тешки жештини кои што навистина печеа, а тука сега влегуваме во тунел, нешто што мислам дека беше најпријатното изненадување во овај ден, бидејќи беше премногу жешко, а во тунелот е ладно, свежо, под сенка, не беше баш ладно, не беше жешко. И тука направив една пауза и си продолжив по својот пат. Таму десно го гледате мостот преку кој ќе поминуваме, мостот кој го спојува Пелопонес со Западна Грција или Централна Грција, не се сеќавам регионот како се викаше. Ќе поминиме преку тој мост, искрено бев преизненаден. Огромен беше мостот, висок, а не ни мислев дека има мост, едноставно ништо не мислев за овде, само знаев дека е споено, дека има некаков пат. Може би повеќе очекував тунел, но ете и мостот е нешто што одговара за ситуацијата. Премногу високо и кога возев по мостот беше премногу ветровито, дуваше пресилен ветер, моторот ми се нишаше на сите страни, мислам и дека е воочливо на снимката. Тука лево гледаме фери бродови имаше тука. Тука беше веројатно пристаништето на градот Патра. Со што од тука одат бродовите за Закинтос веројатно, како и за некои од другите острови. А тука јас мислев ќе се приклучам на автопатот, но испадна дека патот води кон бензиската. И исто така беше затворен, имаше знак стоп, па морав малце да се вратам назад, но не беше големо расстојание. Yes, can I help you?
Yes, how can I pay with credit card? Do I just tap on this? You want to pay by card? Yes. Okay. There is a black screen Yes. with the Wi-Fi signal Yes. on it. Just place your card next to it and you will pay. Okay. Is that all? Yes. Thank Yes. you. Thank Okay. you. Thank you Yes. very much. И гледате тука повторно кафемат Патарина, каде што се одлучив да плаќам со картичка, но не бев сигурен како, иако видов отприлика имав представа, но сепак бидејќи плаќав со картичка ми беше малку шубе, па притиснав на дугме за Call Assistance беше дугмето и изборував со еден човек кој ми помогна. А тука од лева страна ни е Коринскиот залив, морето се уште. И ние се упатуваме кон местото каде што ќе преноќувам и кампувам, тука веќе се исклучуваме од автопатот. Ова е автопатот кој иначе води од Патра за Атина, директно. Тука се исклучуваме и влегуваме во како селото, не како селото, туку селото, всушност каде што преноќува. Тука веќе наближуваме во кампот, тука треба да влезиме, мислев дека снимам кога влегував, но ете не сум снимал, што е жално, но тука би сакал да ви се заблагодарам што гледавте овај трет дел од влогот за Јужен Балкан и Грција и очекувајте го следниот дел. Поздрав! Ми го скина осигурачот од ова. Ова е стариот врака што го имам. Ама си носев среќа уште два резервни и му го сменав и сега ево си се пак си е функционално.